Što treba da se sluči, je se sluči koga daje. Može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema. Što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta, darba treba gore mene, samo sam mi leta. Ja sti sum roden baksus, od nebo padat za breme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi, lele majko što me rodi. Ne taka, moja ma život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki džebotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj vlice, ke ti plesne, ovoj sve govorti para. Jas ti sum roden baksus, od nebo padnat za breme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke svi slavne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Bate Живко, каков е, таков е, 10.000 пати е по-добър от тебе. И по-убав е. Сърце има човек. Ако е така, злато мое, да си го грабнеш, да си го земеш и да си го носиш со тебе и да си спиеш со него, јасно? Мене повеќе ме нема. Од денеска да да маца друг кревет ке грее. Абе, бате Бошко. Немам никого. И како немаш никого? Мене? Мене ме имаш. Ако ме сакаш, остави ме. И како да те оставам? Ти ми направиш некоја бела. Ај, голем сум. Не бери гај. Сама или утре ќе дојдам на работа. Вознемирувате честни луѓе. Ај, Злато, подај ми го тоа пиштолот. Подај ми го да им ги начукам сите 9. Се преда. Давај. Па досега го држа во рака. Давај, барајте му, барај. Чекај. Ова, по-добро жив уплашен отколку мртов херој. Зетот на Бате Живко, а? Живко? Со швалерка. Абе, ти спушти ги рацете долу кога ти велам. Спушти ги. Долу себе, долу. Долу. Донеси го послужавникот и овде ќе папаме. Добро. Море, чичко драги, пудлица ќе направи од тебе. Еве вака опни ми една помоцка така тука, да ми тече крв, да се види, можеш и зап да ми скршиш. Било кој скрши го исто ми се враќа. Ај. Сега ќе те лежам.
Благе, контролирај се, бе, душа, Како можеш да се колнеш, ба татко ми, бе? Абе, контролирај се, бе, ти викам, не сум бил со таа Клаудија, ме не ја познава. Прв пат слушам за неја, кој ти кажа, дојде овако ме да го раскажува некоја приказна. Јас сум бил... Благе, смири се, бе, душа, бе, смири се, бе. Абе, смири се, бе, смири се, еј. Татко ми ке се колнеш. Абе, што татко ти, бе? Прашај го, дедо, прашај го, знај, тој не сум бил се со таа Клаудија. Абе, која е таа, не ја познавам, прв пат слушам за неја, не сум бил кај со... Там. Господа, да ги представувам новите газди на кафаната. Ти требаат пари? Мене? Не. Парите сега не се воопшто важни. Мама, Кажи, сине. ќе му кажам на тато. Тато, денеска ми е роден ден. Кој ме вика, бе, кој дошол, бе, на дедо јунак, бе, со кого дојде, бе? Со мама. Со мама, убав тој, бе, златен. А кој е овде, бе? Баба. Така е? Баба, тоа, баби, леле, како фраер си станал ти, а? Оф, леле, од 20 до влечкавме со Живко. А што не се јаве, бе, да те земам? Па така на брзина тргнавме, тате. Па можеше Блаже да те донесе. Што е ова торби, бе? Па нешто за мене, нешто за Живко и така. Баба. Мама дома плачеше силно. Жено, ај, одете со внучето во детскана соба, на компјутерот нека си игра малку да видиме ние. Што беше тоа силно плачење, куфери, торби? Тате лаже. Малку плаче. Малку, а? Лаже, значи. Сега вака. Ти оди, освежи се малку, спести си ги работиве, а јас ке му отпеам една песна на Блашко. Дупенска, една убава. Кајле да си немаш? Тате, само немој да го боли. Нема да го боли многу. Тебе можда нема да те боли, а него не зна. Ама и ако го боли малку. Стигна, а? Па добро, нели се договоривме сам да дојш, бе, браќе? Па добро, маш си или шо си, бе? Бе, бате, да не си ми во кожата. Не слушна кога разговаравме по телефон како крлежје. Грешите. Планот ми е скроен. Живче, сега ве се оперира. Ништо не те разбира. Ама ич. Разбираш. Убаво разбираш, ама така ти чини. Ама ме, знајке. Ама ме. Бате, готова е работа. Ќе го убијам и крај. Да. Ти? Ти нема никого да убиеш. Бате, ако треба некого да убиеме, па тука сме... Еве Веса. Што? И да лежи малку затвор, колема работи, така е без работа. Па многу си духовен, многу си. Значи јас треба да бидам жртвувана за познатото дупенско семејство, нели? Абе, ѓубре невидено, еј. Абе, го прибра во фирмата. Го направи шо е, господи. Благето ми се разболе, еј. Неконтролирано ми плачи по цел ден. Внукот, шо да ти кажам? Бате, ке го лежам, што сака нека биде, готов е. Бате, да не брзаме. Остави не мајката да размислиме, па постар сум малку барем. Ама нема што да смислиш. Јас сум смислила. Са него само торба на глава. Слушајте што ви кажам. Вака торба и јаже. И так на глава готово. Купив пиштол. Пиштол? Што бе, пиштол? Пиштол. Абе, станувај ли се да си одим? Бате бе, Абе, станувај кod велам да си одим по овој неток. Бате бе, како така? Пиштол? Да, пиштол.
Пиштол. Бате, види, мислам со тој пиштол треба нели да се пука, а јас знаеш како крв не може да гледам, мама ги колеше кокошките што се вели. Јас се он свестувам од крв. Месо? Што бе, што зборуваш ти бе? Што јас да со значи јас со пиштол да јас да пукам, ма немој, ба што зборуваш бе? Ма немој да ме нервираш бре. Оди си. Јас со братот ќе правам што ќе правам. Само прибери си ги девојчињата дома. Не. Без ристета не одам никаде. Види го. Не одиш. Тогаш правиш што ќе правиш, со торбата јас отидов. А зечето Блаже овде ќе се појави точно за 3 минути. Така да знаете. Весо, умирам од страв. Како бик е овој. Ако не грабне двајцата, готови сме. Мене ми се моча. И сега ли најде? Сега ли најде? Леле, стега не се сеќа. Стегај, стискај. Полека. Чекај. Господ напол, седај. Господ го прости дедо ти. Слушај, да го мачиме уште вака или да му откопчаме панталоните? Држи стојаш. Држи да не. Чекај да го прашам. Прашај го. Како се викаше курвичето Касандра? Нема ли Клаудија. Клаудија. Кога рече, убете го човекот, убите го, ама јас вилам млатие, не може млатие, зошто да испушти душа? Не вели, убите го. Која Клаудија, луѓе? Ја знаеш ти многу го која Клаудија. Луѓе, па јас сум семеен човек, јас сум фамилиарен човек, имам син. Имам син. А ти брцка опашо под нели? Не. Се кажуваш дека си неженет? Не сум се кажувал, ве лаже. И кажав дека сум женет на таа Клаудија. Кажа. И дадов ми слика од благица моја. Види го расипано човече. Слушај, ќе го екзекутираме сега веднаш или попосле? Не, прво да ги прибереме козите, овците, кравите, да ги измозем, па ќе се вратиме. Ајде. Немој да си мрнал. Да ти донесеме млеко од коза. Чекате, луѓе, еј. Нема што да чекам. Абе, вие не сте нормални. Вие не сте нормални. И станавме соседи од вчера. Си легна на брашното, а? Добро, дури да се навикнам, малку ми е... Значи, им се воодушевувам на такви жени. Упорни се, знаат што сакаат. А јас, што имам една коза дома... Верче е неверојатна жена. Ете, синоќа ми направи вечера. Си јадала секси салата? Значи, и убаво ти тргна. Со секси салата. Страчковски, како дете си. Ама да знаеш, ти завидува. Добро, сега салатата и не е толку важна, меѓутоа има некои жени што знаат на човека да му створат амбиент. Еве, синоќа ми ја погоди водата во кадата. Неверојатно. И овде со колешкиве. И двете трчаат по тебе како луди. Добро, што им правиш на жените? А? Знам, ете, некако им влегувам под кожа, да. Бабо, помагај. Што е, бре? Што ти е? Рацеве ми се тресат. Нозеве ми се како на федери. Срцево ми чука 300 на саат. Ќе ми излезе. Имам вртоглавица, ми се темни пред очи. Притисокот ми е страв да го мерам, бабо. Јас сум готов. Готов сум, бабо, умирам. Толку? Море, како толку? Многу ми е лошо. Сега сакаш да ти зборувам како баба или како лекар? Како баба. Како баба ми е поубаво. Еден твој колега сега ми избрка од кабинетот. Вели, јас сум бил хипохондрик. Како баба. Си доживел некој шок.
Нешто ти се случило? Бабо, јас сум Ама што? прочитан тип. Ми завршија сите мои лаги и сега сум готов, умирам. А ми се живее. Е тоа де? Ти се живее. А да ти предложам нешто? Да си ја прибереш Благица и синчето и да прекинеш со сите цицамаци. Слушај, работава стигна дури до градска болница. А си се и со една моја колешка. Точно, не кријам, така е. Полесно ти е? Малку. Еве, да речеме дека сакам да бидам блиска со тебе. Да те разберам. Си растел по улици без татко, ама јас сум мајка на твојата жена, бре. А баба на твојот син. Блаже, стави се во моја кожа. Бабо, јас немам кожа, јас сум полжав. Од оние голите без кутичка, разбираш? Ке се лизнам и завршувам со торба на главата. Волнена, ткаена. Блаже, какви полжави? Ма каква торба? Волнена, бабо, волнена. Врзан со торба на глава. Сега уште ми бучат ушите. Сонувам ѓаволи, вештерки, вампири, крокодили. Ужас, ужас, бабо. Да, јасно ми е. Блаже, ај биди мирен, веднаш се враќам. Бабо, те молам, врати се. Не ме оставај сам. Не, шприц не. Ти сакаш да ме отруеш? Не. Реков, шприц не. Блашко? Блаже? Извини, јас вака ненајавена, ама... Баш ми е мило што те гледам. Како си? Уплашен сум, тетка Ана. Уплашен. Уплашен? Од што бе, Блашко? Слушам гласови. Одат зад мене. Секогаш ми се зад петици. А ти да не се шегуваш со мене, Блашко? Ми ставија торба на глава. Што ти ставија? Торба. Торба ткаена, разбираш? Со таква каде да живка в села собираат јаболка. Чекај малку. Каде е дедо ти Живко? Шета дедо Живко, а мене ме остава сам. А овде и ѕидовите зборуваат. Слушај. Блашко душа, ти си сериозно болен. Си бил ли на лекар? Никој не ми верува, а болен сум. За болен сум. Многу и тоа. Многу сум болен. Имам еден пријател лекар. Клаудија се вика. Таа Клаудија се вика таа. Сега си ги сакам Благица, деда Живка и баба Милка. Мама е во Костарика. Ајде, остави тоа. А тука работи ли чичко ти Бошко? И тој е ненормален. Не го сакаат децата, не го сакаш и ти. Слушам го оставила и она пачаврана, она пеачка на маца. Тој треба да се овеси. Те молам. Непријатно ми е. Ми требаше дедо ти Живко. Знам. Сите го сакаат деда Живка, ама тој умен. Не сака никого. Си ги сака само Благето, Сузето, баба Милка и мене. Добро. Јас сега... Ки си одиш? Оди си. Сите ве боли уво за Блажета. А јас имам мачка во стомакот, знаеш? Мачка? А со мачка во стомакот не се живее. На баба и велам, бабо, имам мачка во стомакот. Та се смее, не ми верува. Добро, не верува. А јас мачка имам во стомакот. Сега. Се чувствувам непријатно. Ајде додиме некаде кафе да се напиеме. Еве, кажи ти каде сакаш. Не смеам да мрднам од тука.
Таму надвор ме чекаат со торба. Ама јас не излегувам. Ти ставиле тебе торба на глава? Опа, кој ни дошо? Гостинка, а? Ана, бе, ти си? Живко, бе, Живко, колку старееш, толку убавеш, не ми се верува. Абе, Ана, бе. Да не знаев дека си наша Дупенка, ќе помислев дека си од Милано, од Лондон. Страшна работа. Машала, машала, како изгледаш. Супер. Убајни. Абе, Блашко, ја понуди нешто тетка Ана за пиење. Извини, дедо, заборави. Извини. Тетка Ана, може едно виски? Не. Сушност, јас, Живко, мислев дека ќе те најдам сам. Сам? Сам, ама... Блашко? Да. Прошетај малку. Важи? Важи, бе, дедо. Дедо, и така требаше да се видам со оние од фабриката за чорапи. Ќе прошетам. Така е, Блашко, само напред, таа е нашата девиза. Ајде, терај, само напред. Така е, дедо, така е, само напред. Ајде. Пред малку како да бев со некој друг, Блашко. Тоа. Во малечка криза, ама ќе му пројде, де? Ќе му пројде. Јас му доаѓам како апауринче. Го смирувам и нема проблем. Важно напредува. Тоа е најзначајно. А ти, Мари Кукло, кај луташе досега, а? Скокав од континент на континент. Ти значи ли, например, нешто Малезија? Или Бурма, да речеме? Така, значи. Си го погодила спонзорот, а? Да. И сега си тука, а? Во Скопјево? Само уште некој ден. Бе, и пак авионот и... Браво. Не баш. Ке одиме в село. Во Долно Дупени. Ана, во Долно Дупени, нема да ќе ми се сложи, бе. Со Здравка? Здравко наш дошол. Шо зборувиш, бе? Значи се повлекувате така заеднички, а? И право в село. Мог да чуват. Можда и ќе никне некој нов Холивуд, а? Ранчој, манчој, такви работи. Браво. Бе, Живко. Како и секогаш, вицкаст, убав. Hello, Живко! How are you? Very nice, I see. Гледам многу младци уште, не старееш. Браво, Young Macedonian, браво! Се радувам што дојде. Абе, тоа ти е. Се собираме од сите страни. Yes, сите страни, that's good. Веканиме со Милка вечер на една специјална седенка. Земи ја гитарата. Ке позборуваме малку и за бизнис. Yes, business, yeah. We are a little busy. Сега сме малку busy, you know? One, two, three. Излегло да се прошета низ ресеските улици. Таму го најдов либето со друго либе стоеше. Море со друго либе стоеше. Терца, пате, терца. Моите ги писма читаше. Бе, здраво. Море, моите ги писма читаше. Мојот го прстен даваше. Пази сега. Тогаш го љуто проколна. Учи. 9 години да лежи.
smeni. Koga ke umra majčice, drugarki da me obleća. Drugarki da me obleća, pored drugari da me odnesa. Abe šo je, persijski pes, Zdravko. Prerijski pes. Prerijski, a ne persijski pes. Jako da isto, dobro. Malo na prerijski сега ќе удриме. No, hey, but Indijanski. Yeah, a little bit indijanski, but you know, Arizona is Arizona. Šo veli? Dobar, ќе научиш. Ај, седнете се да се напиеме малку. Ај. А посетне ќе викнеме уште 2-3 песни. Така? Живко, I have to tell you. Не се убаво пееш, бе, брат. Со години не сум се опуштил вака. Tomorrow I will go to селото. Таму правам big house, куќа, се. Абе, Здравко, убаво ти ќе правиш big house, како велиш, ама наша му испадна керамидите. И велам јас на Верче, да си купиме едно местенце во Преспа. Таа само Охрид го сака. Преспа, very nice place. Јас сонвам секоја вечер, многу убав place. Јас умрам таму, Преспа, yes. Ај, ти сонваш за Преспа. Ќе умри за Преспа. Ами Ана, од кај сонва Ана за Преспа сега? I'm sorry, Живко, where is... кај е батрумо? Нужнико, you know, ми се ој понадвор. Што? Абе, понадвор му се ојтна човеков. В нужник. Во веце. Страчковски, во веце. Таму е, мајке, таму, во ходником право. Интересно некој човече. Абе, многу интересно човече. Вошкар. Да, молам? Да, станот на Живко. Ви треба Страчковски. Еве веднаш. Доктор Страчковски, повелете? Верче злато. Кога? Даде грашок, патлиџан, пиперки во фрижидерот, нормално, да. И па сега... Верче, не викај... Добро, ќе си дојдам веднаш. И... Море, сила, бре, Страчковски. Извинете, сега морам да одам. Покажи заби, бе, брат, бе. А, не може. Немам заби, саде мостови. Да. Mitro mori, Mitro mori, io truj sebre Mitro, živa ne mi odi. Ми го расположи момчето, а? Абе, удрив ме еден куп песни. Чудо едно. На Благица и купив комплетче. Знаеш како ќе стои? Ај погоди што му купив на Живко јуниор. Знам.
Абе, кај отиде ова Гојдово, бе? Кај отиде? Отиде понадвор и го нема да се врати. Каде? Понадвор? Внужник, жено, внужник. Си има проблеми човекот со нашата храна. И одите в село, а? Да, таму ќе си живееме. Кај ти е Страчковски, соседот? А, соседот Страчковски на повик имаше на тел го викна тоа верчето, која летна од овде како пеперуче вака, абе нежно, да, абе што да ти кажам? Абе каде е овај уште го нема, бе? Што стане да не пропадна по кој ќе го барат по цевкине, не знам. Многу е нежен со здравието. Вчера кај мене 1 саат остана во вецето. Серко, оф Америка. Демек, баде и на Америка. Живко, што си нервозен, а? Не сум. Си. Сум. А како да не сум? Се јаве тоа верчето. Го собра твојот колега како најголем идиот. Абе како пеперуче да го видеше, во полета вака. Сега ќе дојде. Не знаеше човекот што да направи. Од него направила мивка, пачавра го направила. А господјата Ана шета по светот и се враќа со серкото. Оф Америка. Ми продава басми. Ке живееле в село, опа. Абате Бошко? А, со него. Абе, тој ти бил најголемиот простак, бе. Абе, недоделкар, труп, пенушка. Тој е безчувствителен гојдар, еј. Мајма, реши ми стојка таму. Преку глава ми е и од тебе и од сите. Да ви го... Живко! Види го. Ќе ми плати за ова. Where is Живко? Казанчето is broken. Не пушва вода. Треба да се прави. О, цицка Живко. Кај си бе 2 дена те бара? Како си, добар? Добар. Со мајка ми. Ова се договоривме да го направиме ноќен локал. Свирка во живо, джингрлака, на. Браво. Со мајка ти и со тој американецот, а? Има идеи. Има. Ке ми ја купи опремата за тука. Ама јас сум дојде да се карам со тебе. Да се караш? Да. А има причина. Причина има и тоа дебела. Јас, чичко Живко, те почитувам, ама не гледам баш некоја причина за... Абе добро, ти имаш татко или немаш? Аха, татко. Дали имам татко? А татко ми, чичко Живко, има синови? Прво вака. Не треба да ги делиш родителите на добри и лоши. Животот не е филм. Да, не е филм. А многу убаво знаеш Бошко колку те сака тебе. Да не мислиш онај дупенско-американски некој серко те сака повеќе. Чичко Живко? Абе каков Чичко Живко? Подитно да одиш да си го најдиш таткот. Да седнеш со него како маш со маш и да поразговараш. Знам јас убаво. Знам дека е грешен. Ама она карпа од човек да плачи секој ден, тоа, братче, не е убаво. И готово. Добро, ако треба јас ќе ти ја купам таа опрема, посрана опрема. Ко купари чини таа опрема? А што ме остави кога ми беше најпотребно, а? Ама не те остави? Отиде со она... Не те остави на цедило. Да. Кој го финансираше твојот престој во Лондон? Кој? Сега мамичка е жртвата, така? Јас да ми ти кажам сега тебе. Таа го напушти татко ти твој. Велејки му дека како создадена била онаа маца за него. Со подбив тоа му го рече пред мои очи. Така да знаеш, млад господине Владко. Сега ти мери и измери па ќе видиш. Па јас ова не сум го знаел. Така, не си го знаел. Добро. Не треба сега тоа да значи дека не треба да си ја почитуваш мајката. Почитувај си ја. Ама ти треба равнотежа ти треба. Абате Бошко, знаеш колку ми значи мене.
колку го сакам. И затоа те барав. Абе, кој ти е оној онде се? Оној. Го најдов некој за во прво време да има, да стои на врата, да зачистува. Бил полицаец. Го познаваш од порано или? Не, дојде така, се појави пред врата и се договоривме. Мамбе, и како мене да ми се имат појавено некаде. Чекај да видам кој е. Се знаеме, а? Па сега... Ау, да. Па како си? Добро. Ама како ги менуваш овие професииве? Од големиот понудувач на секси забави на воден кревет до чистач на кафани, а? Знаеш како ти е, ќе пробаш ова, ќе пробаш она и некаде ќе се погоди. Слушај, да не познаваш некоја маца? Маца. Кај ти текна сега за тоа да ме прашуваш? Слушај, јас прво не сум мачкар, а второ, ако сакаш, мачки врие надвор колку сакаш. Ајде сега. Многу се вознемиривте, полека. Бивш полицаец. Да ја поздравите многу маца од мене, од Живка. Господине. Па, наши сме, треба да се држиме. Каде да се држиме? За појас? Брајчанец, од Брајчино сум. Интересно. Те знам од Токав. Мамбе! Те паметвам и како фудбалер во Маркоанога. Мака, да не... Осумка! Да не ми си брачет, имав јас една тета таму во Брајчино, Чек, не. Брачет не си ми, ама имаше едно чупе братичанка што... Ја сакаше многу сакаше. Слушај, ќе ме расплачеш, туку има уште? Останувам на понудата. Воден кревет со 2 украинки. Ќе омрсиш мустак. Види ваму, не знам кој си и од каде си, ама да се држиш подалеку од мене, поубаво ќе ти е. Разбра? Братичанец. Див човек. Господине Бошко! Учителке, како ме пронајдовте? Тешко. Па, каде сте? Вие се изгубивте. Бошко. И од Бошко. Знаете, ноќеска ве сонував. Да се напиеме нешто, Не, минатиот пат ме напивте, не доста, благодарам. 100 пати сакав да дојдам, тргав да дојдам, кај вас сама. Не знам, така нешто ме држеше. Убаво што наминавте. Јас не знам од каде да почнам. Вие знаете дека покрај тоа што сум учителка, јас сум и педагог. Ви треба помош. Па би можело да се каже. Знаете, јас сум врзана со вашиот помал син, а не можам да му бидам ни мајка, ни татко. Детето е несреќно. Вчера заедно плачевме. Се извинувам. Што идеш се извинувам, просто. Ништо. Ми раскажуваше за некој Здравко од Америка. Го искарал за нешто. Знаете, има многу виновници околу моите синови. Најголем виновник сум јас. И јас поминувам низ една криза. Мислам психичка. А ова со Александар ме додолчи. Поминувам низ еден мал пекол. Ако би можело да се каже дека постои мал пекол. Господине Бошко, се разведувам по 3 пат.
Знаете што ми направи овој последниот? Појма нема, не знам. Ми ги скрши очилата и не можам да ги прегледам тестовите по математика. Господине Бошко. Немојте, професор, ќе ви се молам, незгодно, ќе купиме други ночери. Се чувствам толку безпомошна, напуштена, осамена. Ја чувствувате мојата осаменост? Ја чувствувам. А мојата безпомошност? И неа. Господине Бошко, мене ми е многу убаво. А вам? Ми е. Има уште сок во мене, господине Бошко. Ќе го исцедиме. Има. Горам, господине Бошко. Заедно ќе гориме. Заедно ќе гориме. Тато,